Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание од емисијата од своја страна на фреквенцијата на телевизија Сонце, прво за оваа нова 2023 година. Се надевам дека убаво поминавте на пречекот на новата година. На прагот ни се повеќе празници кои што се надевам дека топло ќе си ги поминете со вашите најблиски. За ова измеѓу празнично издание одбрав една убава интересна содржина со убави прекрасни гости денес во студиото на телевизија Сонце. Станува збор за Танго Трио Скопје, а со мене овде во првиот дел од разговорот ги имам госпоѓа Пламенка Трајковска и Филип Петревски, кои што се дел од Танго Трио. Ви посакувам добро дојдовте во емисијата од своја страна. Како сте? Како се чувствувате? Еве, добар ден. лака новогодишно. Да, среќна нова година на гледачите на ТВ Сонце. Навистина ни е чест и задоволство што сме денеска овдека во вашата прва емисија во оваа нова година. Навистина ви посакувам многу успеси и би сакале еве оваа година вашите гледачи, нашата публика да уживаат во повеќе танго музика. Така. Филип, ти што ги ни посакаш еве на самиот почеток? Па, фала ви на поканата. Ви посакал прво многу здравје, пошто тоа малку ни фалеше во претходните години. Так. Многу среќа, другото ќе се даде само по себе, мислам, и многу танго. Токму така и содржината која што ја убрав токму да ја отвориме оваа нова година е убава содржина, музика, класична музика и токму Танго Трио. Ајде, господја Пламенка, ќе почнам со вас од дамата. Од кога Танго Трио Скопје и целата приказна позади него? Танго музиката на некој начин од секогаш за мене представувало љубов. Музика на страст, музика на сензуален израз музички. И во 2009 година, значи УНЕСКО го прогласи тангото за светско културно наследство и тоа на земјата Аргентина. Тоа беше повод да на некој начин добиеме инспирација да формираме музичка група која што овдека кај нас ќе ја пренесува танго музиката. Се разбира дека овој тип на музика бара професионални музичари, бара навистина мощен сериозен пристап кон подготовката на музичките дела. И во 2011 година, заедно со пианистот Ајхан Куртов и со армоникашот Тони Пецанов го формиравме Танго Трио. Навистина, доживувањата и сите тие патувања во танго музиката ни представува исклучителна радост и ние имавме голем број на концерти насекаде низ Македонија, на најзначајните културни збиднувања и музички збиднувања и на таков начин успешно функциониравме до 2016 година, кога Тони Пецанов одлучи дека сака понатаму да продолжи со своето образование, да го прошири своето знаење од, значи тој почна да свири банденон, тоа што е многу поавтентично за танго музиката, и се исели во Амстердам и практично тој и ден денеска таму работи живе. Минатата година, ете за наша голема среќа, го продолживме нашето танго патување со нашиот денешен армоникаш Филип Петровски и навистина успешно продолжува нашата танго приказка. Така, приказната ќе ја продолжи Филип, впрочем и со самото твое вклучување во Танго Трио, какво искуство беше тоа за тебе, како се изнајдовте меѓусебно, нели велат треба да се кликне и со енергијата, и со знаењето, и со работата, па Филип, ајде малку повеќе од твоја страна. Па вака, неочекувано беше, поканата беше неочекувана. Јас претходно имав неколку обиди за да формирам танго група, танго оркестар, но сето тоа беше узалуд на некој начин. Али со овие дечки се склопиме со нашите енергии, добро функционираме. До сега сме супер, се надевам сега ти се вклучуваш на хармоника? Да. Колку е предизвик танго музиката? Колку треба да си посветен во тој вид на класична музика, така? Да.
Да, тангото е специфична категорија на музика, особено за хармониката, затоа што тангото е напишано за банденеон. Значи оригиналните партитури се банденеонски. Сега, хармониката има нели клавирска хармоника и копчега хармоника. Думетарската хармоника е многу полесна и многу полесно се свири. Сега, на клавирска хармоника е вистински предизвик, затоа што сите позиции се на различни места и обемот е многу поголем на сите позиции. Сега, тоа беше најкратко што можам да кажам, најблиску да опишам. Така, за Али твојот во секој случај е инструмент. предизвик и ете, тоа ме влече мене. За прв пат во Аргентина се, нели, расте тангото како класична музика, за потоа да се прошири на европско тло. Што представува тангото како музика, односно која е неговата првична цел, што им нуди на слушателите? Значи, морам да коригирам дека постои танго музика, меѓутоа постои една севкупна танго култура, која што потекнува од Аргентина. Значи, во 18-тиот век голем број на бели луѓе биле на престаништата во Аргентина, претежно мажи, кои што и бројот на жени таму бил навистина ограничен. Така што со тангото на некој начин тие имале цел да дојдат до тој ограничен број на жени и тоа пред се преку танцот. Така што се знае дека тамошните мажи интензивно работеле на тоа да научат да играат танго музика, дури и меѓу себе се учеле како да танцуваат за после година или после 2 години, тие да бидат подготвени да танцуваат со жена. Тоа е дел од приказката во однос на музиката, таа секако си ги носи тие аргентински, шпански, мелодиски линии кои што навистина се фасцинантни. Значи, таму се формираат и големи оркестри кои што интерпретираат танго музика и сето тоа, значи негдека во 19-тиот век на некој начин се пренело во Европа, во Франција, во Шпанија и потоа низ цела Европа. Ете, кај нас, ние како представници, да кажам, на музичкиот дел, се обидуваме таа танго култура на некој начин да ја пренесеме кај нас и овдека кај нас се танцува танго музика, така што танго трио има задача не само да интерпретира танго музика на концерти, туку ние подготвуваме и целосна музичка програма за танго игранки, односно тие тука се нарекуваат милонги, така што до сега сме имале можност неколку пати да настапиме и овдека, меѓутоа и во Грција можно успешно. Така, имате доста организирани концерти позади вас, доста настапи кои што ги имате изведено. Филип, кажи ми колку танго музиката, колку слушателите во Македонија има слух за танго музиката? Има ли заинтересираност? Се појавуваат ли луѓе на концертите? Сакаат ли да слушаат танго музика? Вака, релативно нашата професија и нашата приказна е за одреден тип на луѓе, затворена група на луѓе. Кои што ја сваќаат, спроча музиката. Кои што разбираат, знаат да играат на таа музика, тоа ги влече. Так. Но не се исклучува фактот дека е доста интересни за обичната публика. Значи многу често луѓето се пресрекни после концерт и некои од нив се запишуваат дури танго да играат после тоа. И едноставно е прифатена, добро е прифатена, ние сме задоволни. Така, јас бев видно изненадана од последниот концерт, мислам во културно-информативниот центар, присуствував на истиот и си реков, добро, стварно има доста луѓе што се заинтересирани за оваа музика и тоа е навистина убав податок. Сега мене ме интересира како сте искоординирани, вие сте четворица во танго трио, односно, нели, вие двајцата плюс професорот Ајхан и вокалот Мартина Митревска, оперската пејачка, како се координирате, како се одвиваат пробите, колку е макотрпен тој целиот процес на соработка? Претпоставувам дека сите вежбате заедно, дека мора да бидете синхронизирани на некој начин. Па еве Филип нека каже сега, Ајде, прво Филип, од негов аспект, па после од твој аспект. Најчесто сме доста одговорни, значи нема касање на проби, се доаѓаме секојаш со спремен материјал, некогаш остануваме многу касно, знаеме после секој си има своји обврски. Значи, после сите обврски на крај на денот остануваме многу касно. Со Мартина до сега изоди супер соработката. Се надам дека нема да има никаков проблем во иднина. И тоа е најкратко што можам да ви кажам.
Како што кажа Филип. Значи станува збор за професионални музичари. Значи Така. танго музика не може да биде изведена од аматерски бенд или од луѓе кои што едноставно нема завршена музичка академија или пак бидејќи станува збор за мощно, сериозно или комплексно музичко градиво. Тоа е значи првата работа. Другата работа која што сите нас не врзува, тоа е љубовта кон танго музиката. Бидејќи верувате дека толку многу часови поминати во вежбање, толку многу часови поминати во заеднички проби на вистина, доколку секој од нас не чувствува љубов кон овој тип на музика, навистина невозможно. Значи не постои нешто кое што ако нема љубов навистина не може да се одвива. Основно тоа е едната работа. Другата работа е нашиот заеднички сензитивитет. Значи, ние како луѓе, сите, точно дека имаме заедничка љубов, меѓутоа и ние сите сакаме, кога ќе дојме на проба, меѓусебно да комуницираме и заеднички да го градиме тој тежок музички материјал кој што нели стои пред нас. И сегаш верувате дека се насладуваме на резултатот. Значи тоа е она што на кој ќе излеземе на сцена, кога ќе видиме на крајот на концертите задоволна публика, која што не честита, која што после тоа не наоѓа на Facebook, па не ги гледаат сликите, па не сака да комуницираат со нас. Значи тоа е тоа што на некој начин ни дава поттик за и понатаму да го правиме ова што го правиме. Значи прво бевме значи со идеја дека Танго Трио е музичка камерен состав составен од тројца луѓе кои што бидејќи сме сите професионалци, секој од нас има секакви значи други обврски и дека добро е да останеме на едноставна кратка форма значи со тројца музичари. Меѓутоа, значи, еве пак дојдовме до еден заеднички заклучок дека е добро да поканиме вокал, бидејќи на некој начин кога рето тие композиции имаат и текстови и реално се интерпретираат со вокал, значи беа повеќе размислување кој точно да биде, значи кого да поканиме. И нели конечно ја поканевме Мартина Митревска, која што е дел од нас и навистина последните концерти со незе прво представува задоволство за нас, а потоа и за публиката. Така, покрај што си дел, Филип, во Танго Трио, ти си професор по хармоника. Да. Каква е работата со младите кои што сакаат да се образуваат во делот на музиката? Колку младиот човек види, може вака, најчесто во музиката, особено кај хармониката, е многу интересно со малечките дечиња, бидејќи ти гледаш едно дете од 9-10 години, едва ја држи хармониката на него, а пробува нешто да свири. А има желба да освири така. Енергијата е многу чиста, многу добро се согласуваме. До сега сум немал никаков проблем со моите ученици, фала Богу. Така. Едноставно е добро што... Има ли заинтересираност за хармониката како инструмент? Генерално, заинтересираноста е многу падната, но не се жалиме, напредуваме, али генерално, ако се посетам на моите генерации, јас кога сум студирал, било различно. Али сега тоа е тоа. Така, се надеваме на подобро секако и секогаш. Пламенка, не можам да не издвојам наградата која што ја одбележа годината за вас, Жена на годината за 2022 во областа култура. Што представува тоа за вас? Значи морам да нагласам дека сум прогласена за Жена на годината во културата како предприемач. Што значи тоа? Дека она сето што го работам како организатор на мали камерни состави беше препознаено од таа предприемачка заедница, дека имаше нели гласање на значи жени предприемачи и јас практично сум избрана во категоријата за култура. Верувате дека сето она што го работам изминатите години со сите камерни состави, значи вклучително и со Танго Трио, меѓутоа и со гудачкиот квартет, со малиот камерен состав, со гудачкото трио, сето тоа бара значи и менаџерски познавања,
значи бара конкретно целосен план, создавање на план, целосна организација, реализација на настаните и практично таа предприемачка заедница го препозна тоа и ме прогласи за 2022 година за предприемач на годината во областа на културата. На вистина сум и многу задоволна, искрено бев многу изненадена, многу пријатно изненадена и им благодарам за изборот. Так, навистина тоа е едно убаво признание за целата таа работа изминатите години за што се случува со Пламенка Трајковска мали камерни состави? Да. Значи 2022 година, или на некој начин кажам дека беше постпандемска година, ние навистина имавме многу настани 2019 година, 2020 година фати пандемијата, имавме многу сериозен проблем да најдеме начин или модус како камерните состави да функционираат во состојба на пандемија, во состојба на изолација, бидејќи кога имате камерни состави многу е важно тие меѓусебно постојано да работат заедно, затоа што на некој начин заедно го градат музичкото ткиво. Ако 2021 година на некој начин повторно се воспоставуваме, можеме да се пофалиме дека 2022 година беше една многу успешна година, која што на некој начин ни дава нов потик за во 2022 година, еве веќе да најавиме дека повторно ќе се појавиме со нови материјали, со нови обработки на класични дела и верувате дека секако вас ќе ве информираме први за тоа што ќе го работиме. Так, многу ви благодарам. Телевизија Сунце секогаш ќе ги следи, исто и јас ќе ги следи вашите настапи, вашите концерти, бидејќи тоа е едно вистинско уживање. Ќе ви се заблагодарам овде и на двајцата што одвоивте дел од своето скапуцено време да бидете дел од првото издание од своја страна. Пред да ги поканам уште двајцата членови од Танго Трио, овде пред нашите гледачи ќе предложам да погледнеме дел од концертот на Танго Трио Скопје кој што се одржа во културно-информативниот центар. Уживајте, почитувани гледачи, а потоа се враќаме назад во студиото.
Така е, почитувани гледачи, еве сме назад во студиото. Тоа што го погледнавте беше дел од концертот на Танго Трио Скопје, кој што се одржа во културно-информативниот центар овде во Скопје. Овде со мене во студиото се уште другите двајца членови на Танго Трио. Велам добре дојде за Мартина Митревска, вокалот на Танго Трио, и професор Ајхан Куртов. Ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од своја страна. Ти благодариме, Вики, на поканата. Баш ми е што не покани. Вака сите четворица да дојдеме да гостуваме. Им сакувам на сите гледачи среќни празници и среќна и берекет на Нова година. Пред се здравје, среќа, љубов, безусловна љубов. Другото, како што рече Филип, само ќе се дојде по себе, само ќе се дојде во вистинското време. Да, токму така. Професоре, ајде ќе почнам од вас. Дел сте од Танго Трио на пијано. Така. Изведувач на пијано. Од кога сте дел од приказната на Танго Трио и како започна целиот тој процес? Па, благодарност до телевизија Сонце и посебно за поканата. Среќна Нова година на сите гледачи. Танго Трио приказна малку долга. Значи, како што спомна и колешкава, значи негде 2009-2010 ни беа, да речам така, првите почетоци. Така, вие сте дел од почетоците? Да, од самиот почеток. Значи, јас, Пламенка Трајковска и Тони Пецанов, значи тоа беше првата, да речам, екипа. Званечно 2010-2011 година тука, значи веќе почнаа, значи сериозните подготовки. Може би негде околу 12 години до сега се работи, се надева. Што се промени во приказната од самите почетоци пред 12-11 годините, па се до сега? Растеше тимот, еве Мартина веќе е дел како вокал од Танго Трио, Филип исто така како нов член. Кои предизвици ги имавте сите овие десетина години? Па имаше доста, значи овака ако направам некоја ретроспектива, како што спомна нели колешката, значи танго музиката, значи на некој начин е нешто, барем за мене, нешто многу широко и во однос на интерпретација, предизвик во однос на самиот почеток имавме проблеми со нотација да се најде. Затоа што на интернет, да речеме, соледувајќи ја генералната слика, може да се најдат некакви ноти, но тие ноти не се тоа што треба да биде. Па почнавме нели полека да го правиме тој наш репертоар. Па некои работи во наш стил. Така што еве сега значи сме, да речам, со нов член, тоа е Филип Петрески. И дојдовме до идеја, значи првично моја беше идејата за вокал, затоа што соледувајќи и аранжирајќи многу композиции видов дека повеќе од 90% танго композициите, особено салонското танго, е со вокал. И така дојдовме до идеја, значи да поканеме и еве го вокалот, токму со нас да. денес, малку повеќе ќе каже за нејзиното влегување во тимот. Да. Мартина, ти благодарам што ја прифати поканата и кажи ми, како се изнајдовте меѓусебно? Како се кликнавте? Па првично јас се знам со Филип од факултет, колеги сме. Генерација, може да се каже, тука една година разлика и веќе се знаевме ние од претходно. Така што веројатно претпоставам дека разговарале меѓу себе, дале предлог, Филип ме покани. Баш ми звучеше интересно, пошто јас до сега никогаш немам изведувана танго музика. Стриктно до пред факултет и во текот на факултет, па се уште пеам поп музика, но сега многу помалце, поредуцирано поради тоа што студирам оперско пеење. Така, ти си студент на оперско пеење. Како се пронајде во оваа приказна со танго музика, да ти легнали од самиот почеток? Па да, искрено баш се изненадив, затоа што ми беше мене предизвик. Нешто што е баш специфично за изведување, до сега сум немала прилика, не сум се ни сетила дека можам всушност да изведувам ваков жанар. Малку поразличен за публиката и многу ретко слуша на нашите простори. Изведуван така што баш убаво се уходав, иако на почеток малку ми беше предизвик, така во контакт со колегите, со Ајхан постојано околу аранжманите, па што и како, и така доста брзо, еве,
официјално првиот настап ни беше на 11 заедно Так. во културно-информативен центар и Кога беше поканата како гостинка? да, како гостинка. така. Сега заедно си функционираме цело време. Сега имавме во Куманово концерт. Така, како помина новогодишниот во концерт во занаетчиски. Куманово? Па супер, баш убаво така. Новогодишна еуфорија. Супер си подсвиравме, публиката задоволна. Одлично, Мартина. Професоре, начнавме со пламенка делот она што представува танго музиката, танго културата, можеби за почетоците во Аргентина, меѓутоа еве ајде од ваш аспект малку повеќе за тангото како вид на класична музика која што се повеќе и повеќе чинам дека ќе биде актуелна. Па добро, еве јас одлично од моја гледна точка би го опишал тоа и со оглед на тоа дека имам и препишувано и адаптирано танго композиции, би можел да кажам дека имам навлезено прилично доста. Значи, самата танго музика за мене, значи, тоа е еден спој, правично ли, спој на мажот и на жената на некој начин. Значи, имаме лидер и фоловер. Цела суштина е, значи, лидерот на некој начин да го задоволи фоловерот. Исто и во музиката е тоа. Значи, цело време имаме нека се работи за задоволство. Значи, тоа е целата суштина и затоа танго музиката има доста динамички распон. Ако се изведува танго музиката праволинijска, значи тоа нема да биде на тоа ниво. А што значи танго музиката од гледна точка на еден пианист? Како се изразувате вие преку оваа музика? Тоа е нешто поразлично од се до тоа што сте свиреле, што сте правеле. Ова е некој нов свет? Па можам да кажам дека е нов свет. Претпоставам дека Пристапот- работите и пристапот се поинакви. Да. Ние за време на факултетските денови имавме, да речам, еве сега овде би ги спомнал и самите композитори, пошто класичните композитори, као, да речем, као Моцарт или као Бетовен, тие не пишувале танго, да речем. Но има посебни композитори кои што тоа е еден цел свет, еве, да речем, ние повеќе сме изведувале за време на факултетските денови композиции од Астор Пиацола, но има една плејада на композитори кои што специјално само танго пишувале. Например, Освалдо Пуглиезе, Анибал Троило и уште многу други кои што имаат неверојатен опус на танго композиции. Би издвоил динамиката би издвоил во танго музиката. Особено е битна акцентирањето, е битно за да им се даде пулс на играчите. Доколку самата музика нема одреден пулс, акценти и многу други елементи, значи самите играчи не можат да го осетат тој жар при танцувањето. Така, како да изборат на оние композиции кои што ги представувате пред публиката, еве конкретно оние кои што ти ги изведуваш како вокал? Се договарате сите четворица што ќе се прикаже? Да. Па тие веќе си имаат репертоар нели на композиции кои што си ги изведуваат. Јас само се приклучувам бидејќи тоа се веќе нели танго класици и многу голем број од нив се изведени со вокал, така што јас се приклучувам кон оние што најмногу ми лежат, кои што сметам дека најдобро би ги извела пред публиката и дека најби биле атрактивни. Така што да, се договараме. Вообичаено Ајхан ми го пушта репертоарот што имаат свирано, што имаат нели на претходните, на сега скоро концерти, така што Се пронаоѓаш ли, Мартина, полека во овој дел и те препознаваат ли веќе како еден танго вокал изведувач? Па искрено не сум долго во ова, еве да речеме месец и пол, два колку сум. Скоро 2 месеци, така што веќе знаат доста луѓе дека нели пеам со овој состав. Јас се чувствувам многу убаво. Навистина нешто многу поразлично ме исполнува искрено. Јас сакам и шпанската музика и шпанскиот јазик можам да кажам дека од англиски ми е фаворит. Од мала кога беа тие Каси Ангелес, сите кога пеулуди. Да. Мене ми делуваш токму како вистинскиот човек за тоа. Место така ми имаш и некој шмек шпански, вистинско шпански.
Така да, одлично. Професоре, колка ве заинтересираност за танго музиката? Има ли надеж дека ќе се слушаат танго концертите? Дека ќе имаме публика која што ќе се воодушевува на целиот тој репертоар? Јас со сигурност, значи можам да кажам дека танго музиката е светски призната музика, значи Еде, впрочем, за класичната музика кај нас да проговориме каде е местото денес, еве? Јас би ги издвоил тие две работи. Значи танго музиката може би да, пошто и самото танго е поделено на неколку, да речеме, епохи. Не можеме да речеме чисто класична музика, пошто зборот класична музика би можел да се оддели од тангото на некој начин, пошто тангото си е смер сам за себе. До сега би кажал дека тангото на вистина на нашиве простори зборувам, значи има интерес. Има огромен интерес, значи со некоја постепена експанзија, да речем, во последниве години. Така што се надевам дека, пошто ние свириме, значи, и соло концерти и милонги, така наречени, каде што ние свириме за танчери. Така. До сега концертите биле посетувани доста, па и милонгите, и се надевам дека во иднина ќе бидат уште повеќе посетувани, пошто самите луѓе имаат жар и барем јас така го чувствувам тоа, имаат потреба едноставно од блискост, и така да се надевам дека... Предпоставувам и ви се обраќаат после концертите, какви се импресиите на публиката, еве Мартина, како нов член, како вокал? Па најчесто пред се нашата публика, која што постојано е присутна, се нашите пријатели, нашите роднини, секогаш се тука да не поддржат. Така што тие се таа фиксна постојана публика, особено во Скопје. По другите градови сега нормално не можат постојано да патуваат, но има од тите градови има посетеност. Доаѓаат, се сликаат со нас, се гушкаат. Така. Па така. Одлично. Не бараат на социјални медиуми. Така, верувам, уверена сум дека добро ќе растете како еден одличен музички бенд. Се надевам. Предпоставувам дека имате на еве новогодишната агенда уште некој концерт, некој настап. Ајде ќе ни откриете повеќе. Или малку ќе одмарате празнично. После новогодишниот концерт во Куманов. Па после тој концерт следи мала пауза, да речем, нели, заедно и со јануарските празници, но ние сме, да речам, целосно, барем од моја страна можам да кажам, целосно посветени на оваа работа. Се надевам дека еве после февруари следат доста проби, па понатаму и доста настапи. Одлична прилика еве нашиве сограѓани да го слушнат она што ќе предстои. Што ќе го понудите. Да. Така, Мартина, што е следно на агендата на Танго Трио и впрочем и на твојата агенда, дали настапуваш некаде, можеме ли да те видиме како соло пеачка? Па моментално во тек ми се студиите. Така, ти си на музичкиот факултет. Да, на факултет за музичка уметност. За музичка уметност студираш соло пеење? Да, првиот факултет, дури многу од колегите не знаеа, пред крајот на мојот прв смер, музичка теорија и педагогија, ме прашуваат зошто никаде немам настапувано. Некои мислеа дека сум на популарни жанрови соло пеење, некои мислеа дека сум на оперско, зошто никаде немаме слушнато. Па јас луѓе студирам теорија и педагогија. И сите се чудат, нели? Така. Кога бев баш 4-та година абсолвент на теорија и педагогија, се запишав и оперско пеење по иницијатива на мојата учителка по јога Бети Јанковиќ, која што ми помогна да всушност да допре тој дел во мене, цела уметност. Каде си најсвоја ти еве? Повеќе жанрови, кажавме, повеќе. Каде се чувствуваш најсвоја? Најсвоја се чувствувам во операта и во танго музиката, можам да кажам, вака нешто што е најблиско, што е најблиско, да, вака за мојот вокал, мислам дека тоа е најсоодветно, бар сега за сега.
Морам да ги поздравам сите мои професори до сега што имале удел во школувањето на мојот глас, а тоа се пред се почнав уште во средношколските денови кај Андријана Јаневска во училиштето Enterprise музичко кај Валентино Скендеровски во студиото. Имавме и завршни концерти, таму се добив со целото искуство на сцена, мислам со моето почето да ја разбијам тремата, такви работи. Иако до ден денеска се уште работам на тремата, дури сега ме попуштам, можам да кажам, после скоро 10 години пеење. Потоа моето образование по естрадната поставка ја продолжив кај Александра Коцевска, можеби одев 4 или 5 години кај нејза. Така што таа доста имаше удел во нели мојата естрадна поставка на вокалот. Потоа продолжив на факултетот за музичка уметност. Во 2019 година се запишав кај професорката Марија Наумовска Муратовска, која што 3 години ми предаваше соло пеење. Сега сум кај Иван Наумовски, нејзиниот доследен наследник, нејзиниот син, така што многу сум горда на сите овие мои професори и соработници. Така, и да бидеш горда на целиот тој пат, кој што чинам допрва ќе следи со уште многу успеси. Многу ви благодарам што одвоивте дел од вашето време да бидете дел, да споделиме нешто повеќе за Танго Трио Скопје, за концертите, настапите кои што ги планирате и сите оние работи кои што ги имате веќе поминато. Телевизија Сонце секогаш ќе биде во поддршка, секогаш ќе доаѓаме да ве поддржуваме на вашите концерти. Се надевам дека танго музиката ќе добие повеќе на внимание кај нас, бидејќи заслужува, бидејќи имаме прекрасни, млади, образовани луѓе кои што се вложуваат во тој дел. Мартина, ти честитам за твоето вклучување кон Танго Трио. И се гледаме на некој ваш концерт. Се гледаме. Така и почитувани гледачи, тоа беше емисијата поделена на два дела со Танго Трио Скопје. Во првиот дел овде беа госпоја Пламенка Трајковска и Филип Петрески, и секако во вториот дел вокалот на Танго Трио Мартина Митревска и професорот Ајхан Куртов. Се надевам дека успеавме да доближиме делот Танго Трио Скопје, делот танго културата, танго музиката малку повеќе до вас. Се надевам дека ќе ве заинтересира да ги посетите нивните концерти кои што ги одржуваат како во Скопје, така и низ другите градови во државата, дека ќе се заинтересирате малку повеќе за танго музиката и дека ќе се опуштите и ќе уживате во звуците на танго музиката. А јас ви благодарам што и ова празнично издание бевте на фреквенцијата на телевизија Сонце. Ќе ви посакавам среќни новогодишни, божикни празници, убаво да си ги поминате празниците, убаво да поминате за Бадник, за Божик, да бидете со вашите најблиски, најсакани. Ќе посакам прво здравје, потоа се останато ќе си дојде по себе. Овде ќе ви закажам наша наредна средба за точно една седмица, односно 7 дена. До тогаш уживете во празниците. Ausência, ausência. Se razão tivesse, amor não é distância. Se caso não posso, mas só não pensamento.
minha liberdade é só na minha sonho, na minha sonho minha morte, um tempo proteção, um tesoro carinho, e um sorriso. Ai, solidão, se não sou solidão, sou tua brigada, não chega a acelerar. Essa palavra não pode vai. Ai, solidão, eu sinto. Ai, solidão, eu sinto, sou solidão, sou tua brigada, não chega a acelerar. Essa palavra não pode vai. Ai, solidão, eu sinto. Ai, solidão, eu sinto, sou solidão, sou tua brigada, não chega a acelerar. Essa palavra não pode vai. Ai, solidão, eu sinto. Ausência, ausência.